Какви можности нуди регионов за децата да го поминат слободното време ова лето? Летниот распуст започна. Децата ги користат помалку жешките часови за игра и забава. Но во услови кога речиси се треба да се плати, а децата секогаш го бараат своето. Истражуваме какви содржини нудат јавните игралишта наспроти она што го нудат приватните игротеки. Игралиштата се направени, добро функционираат речиси на секаде во регионот. Игралиштата со нови содржини се направени речиси во поголем број од општините. Се инвестира во иднината без двоумење, но некаде е потребно за нив да се грижи факторот совесни граѓани, а некаде да се скрене повеќе внимание и од градската власт. Колешката Наталија Миланова истражуваше на оваа тема. Екипата на телеканал А1 на терен ги посетивме детските игралишта на територијата на општина Струмица. Затекнавме отпадоци, дотраени и искршени лулки, искршени клупи и откорнати огради. Ја прашавме општината кога и каде ќе се градат новите детски игралишта кои се најавени во изборната програма на градоначалникот Зоран Заев, а оттаму одговорија дека сите планирани проекти во програмата на градоначалникот Заев и општина Струмица за периодот 2013-2017 година ќе се реализираат. Нивните приоритети се утврдуваат заедно со граѓаните на општината на транспарентен начин преку форумите во заедницата, се вели во писмениот одговор од општината. Според општина Струмица досега се изградени и реконструирани повеќе детски качиња во градот. Исто така, според нив, реконструкциите на детските игралишта се извршуваат на транспарентен начин преку форумите на заедницата. На прашањето што општинските власти им организираат на децата за забава во летниот период, тие во својот писмен одговор наведуваат: општина Струмица досега има изградено и реконструирано повеќе детски качиња во градот, велосипедска патека, кој заедно со паркот се одлична можност за прекрасни летни доживувања.